Четврток навечер, МРТ1, време за магазинското издание на 360 степени. Добро вечер. Еве ги темите. Решивме и самите да го тестираме Safe City. Така и ние ќе направиме нешто што всушност во реалниот живот луѓето не треба да го прават, а тоа е ситни прекршоци за да тестираме како всушност функционира системот. Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува дека сторителите на прекршочно дело, собствениците на возилата, освен записник, ќе добиваат и фотографија од прекршокот, но во моментов не ги добиваат. Зошто? Оценивме дека во почетниот период нема да се доставува и фотозаписот, меѓутоа понатаму ќе следи тој и секако ќе го добиваат. Кој и зошто ја сгреши процедурата за избор на судија од Македонија во Страсбур? За да добиеме мислење од прва рака, 360 степени се обрати до советодавниот панел. 360 степени во неколку наврати известуваше дека соседна Србија погрешно ја користи ознаката НМК на патните знаци за земјава. Но сега најдовме нов таков пример кај Приштина во Косово. Дали системот Безбеден град дели казни за поминување на жолто? Дали сите камери од Safe City мерат непрописна брзина или само некој? Што ако додека чекаш на семафор ја прегазиш линијата за запирање или со тркалото навлезеш на зебрата за пешаци? Ова се само дел од сценаријата што 360 степени ги тестираше деновиве по стартот на пробната работа на системот за автоматско регистрирање прекршоци во сообраќајот. Михаил Милошевски и Владко Чаловски беа новинарскиот дел од нашата екипа, која за да ги намали ризиците, работеше од доцна навечер до рано наутро, кога има најмалку сообраќај и пешаци. По 15 години најави во понеделникот конечно почна да работи системот за автоматско казнување на прекршоци во сообраќајот. Иако засега е само пробно, првите бројки доволно говорат за задачата што ја има новиот систем. Негде отприлike околу 110.000 прекршоци се констатирани за период од 24 часа. Само за Скопје катастрофална бројка. Но првите денови ги отворија и првите дилеми кај возачите. Добар ти. Добре. Па решивме и самите да го тестираме Safe City. Така и ние ќе направиме нешто што всушност во реалниот живот луѓето не треба да го прават, а тоа е ситни прекршоци за да тестираме како всушност функционира системот. Спремни си дојдеме? Спремен. Ајде. Намерно избравме тестот да го започнеме околу 23 часот. Тогаш ем нема многу возила во Скопје, ем сме повидливи за камерите на Safe City. Прво тестиравме возење со брзина поголема од дозволената од 50 км на час. По еден од најшироките булевари во градот возевме малку побрзо од дозволеното за да откриеме кој е минимумот на кој ќе не фатат камерите. Сега можеме да одиме малку над дозволената брзина. 52, 53. Возејќи од центар кон Ѓорче Петров, поминавме со брзина меѓу 50 и 60 км на час низ неколку крстосници со семафори на кои има камери. Ниту една не фати. Ние возиме со 50, што значи има и други кои што не го почитуваат наш закон. И кои според логиката на нештата би требало да добијат известување, апсолутно. Бидејќи токму над него се наоѓаат 2 камери. Токму кога помисливме дека камерите и не работат баш најдобро, пристигна првата опомена. Почитувани регистриран сторен сообраќајен прекршок со возило кое во ваша собственост со регистарски број тој, датум и време на прекршок 23:36. Значи пред 4 минути. Во пораката во детали објаснато кога, каде и каков е прекршокот направен од наша страна. Михаил, да ти прочитам што е прекршокот? Ајде. Вели на булевар Партизански одреди од мост Обединети нации кон центар. Во населено место се движи со брзина до 10 км на час над дозволената брзина. Измерена е брзина од 57 км на час на локација каде што е дозволена брзина од 50 км на час. Казната не доведе до заклучокот дека сите камери немаат можност да казнуваат за брзо возење, бидејќи 60 км на час возевме и под други камери. Во нашиот случај, дознавме дека камерата на мостот Обединети нации дефинитивно е со намена да го бележи токму овој прекршок.
Втори по бројност меѓу опомените кои деновиве им стигнаа на Скопјани се за поминување на црвено светло. Па тестиравме во кои се ситуации софтверот регистрира прекршок. На раскрсницата помеѓу Партизанска и Рузвелтова, како први во колоната возила кои чекаа на црвено светло, намерно ја прегазивме линијата за запирање, па и мал дел од зебрата за пешаци. Се разбира, во моментот кога немаше ниту еден пешак. SafeCity не го регистрираше ова како прекршок. Потоа, со намера поминавме на жолто светло. И за овој прекршок не добивме никаква опомена. А велиме прекршок затоа што според Законот за безбедност во сообраќајот, Жолто светло, забрана на минување, освен за возилата кои во моментот кога ќе се појави жолто светло се наоѓаат на таква оддалеченост од светлосниот знак што не можат на безбеден начин да се запрат. како софтверот ќе знае дали возилото можело или не можело безбедно да застане на жолто светло, е прашање што го поставивме уште кога се менуваше законот. Системот секако ги детектира и оние возила кои ќе поминуваат на жолто светло, а тоа дали возилото безбедно или не безбедно успеало да помине или да застане, ќе се може самиот граѓанин да си го докаже во постапка пред надлежниот суд. Ние направивме уште еден обид да поминеме на жолто светло, овој пат со тест дали камерите ќе фатат уште еден дополнителен прекршок. Раскрсницата помеѓу Џон Кенеди и Цветан Димов има камери. Таму би можел да пробаш да одглумиш дека Зборувам на телефон. зборуваш на телефон, за да видиме дали ќе има реакција или опомена. Дали овој прекршок спаѓа во оние прекршоци кои што Ловин или SafeCity SafeCity, ги да. лови, да. При обидот безбедно да поминеме на жолто, во последен момент сепак се вклучи црвеното светло на семафорот. Само по неколку минути пристигна нова опомена на нашата електронска пошта. Регистриран е прекршок во пред 3 минути. Предпоставам дека овој треба да е оној од пред Џон Кенеди. Со телефонот во раце и жолтото светло. Вели крстосница улица Цветан Димов со булевар Христијан Тодоровски Карпош и Џон Кенеди. Поминување на црвено светло. Поминување на црвено светло и износот на глобата на прекршокот во евра е 250 евра. Значи, регистрираше дека помина на црвено, но не регистрираше дека беше со мобилен телефон. Тестот ни покажа дека системот дели опомени само за минување на црвено светло. За минување на жолто светло и за прегазена линија за запирање на семафор, не. Барем за сега. Една од рак раните во сообраќајниот метеж во главниот град е проблемот со автомобили кои сопираат и паркираат на коловозна лента. На булеварите е забрането секакво запирање, а не пак паркирање. Сепак, има неколку критични точки каде тоа е секојдневие. Затоа одлучивме да сопреме со вклучени трепкачи за да тестираме дали камерите ќе го забележат овој прекршок и дали ќе не санкционира. Ке ги вклучам трепкачите. Ке поседиме малку 4 до 5 минути надвор за да видиме дали ќе ни пристигне казна. Еве ги, веќе има неколку возила наредени. Да застанам пред ова возило или? Пред. Ајде, пред него. Автомобилот беше паркиран подолго време. Ова е доста видлив прекршок на место каде што често се случува ова. Колата ни е оставена веќе над 5 минути, да не речам. Дефинитивно. Дали ќе ни стигне и за ова опомена од SafeCity или не? Се уште нема, а зад нас има уште 3 паркирани возила кои што би требало да бидат санкционирани, нели? Откако не добивме казна во центар, решивме да го повториме тестот и во Скопски Чаир. Не ни стигна казна, како што веројатно не им стигнала и на возачите со паркирани автомобили на Цветан Димов, кои буквално блокираа една од движечките ленти. Па решивме да се вратиме кај Мавровка,
каде шансите камерите да не промашат беа помали. Се паркиравме на булеварот Гоце Делчев, но и по 10 минути ниту овде не добивме опомена. Заклучокот од тестот ни е: иако МВР најави дека во првата фаза се казнува и непрописно паркирање, не е јасно ниту кои камери, ниту како софтверот го препознава овој прекршок. Проверките на терен ни отворија повеќе прашања: кога и дали се регистрира минување на жолто, кои камери мерат брзина, а кои не, како се санкционира непрописно паркирање. Тука и фактот дека за сите прекршоци ни стигна само записник, а Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува дека на сопственикот на возилото со кое е сторен прекршокот му се доставува и фотозапис со кој е документиран прекршокот. Во неколкуте часа возење, што намерно, што ненамерно, самите направивме 15 на прекршоци. Добивме опомени само за 2. Тоа значи дека бројката од 100.000 дневно е само делче од вистинската слика. Сепак, сообраќајот вечерта кога тестиравме, изгледаше поодмерен од стандардот, како и возачите полека да навлегуваат во нова фаза на однесување на асфалтот. Прашањата што ги отворивме во сторијата што ја видовте, ги упативме до МВР и добивме одговори. Ке можете да ги проследите поопширно подоцна во емисијата. Во овој дел ставот на МВР за најчестото прашање што го поставува јавноста. Зошто системот нема праг на толеранција за да не се казнува за прекршок како возење со 51 км на час? Од МВР најавуваат решение. Најголемиот дел од реакциите на граѓаните е дека можеби треба да има некаква толеранција, бидејќи ги условно кажано се ловени возилата и со 1, 2, 3 километри побрзо возење од дозволените 50 километри на час, нели? Па во таа насока дали ќе има некаква толеранција во системот, дали има некакви можни решенија за таа тор, бидејќи нели не секогаш и брзинометарот може да го темпирате екзактно на 50. Ние сме свесни, правевме анализа на стандардите кои што се во оваа област, како и правевме анализа на компаративните искуства на повеќе држави. И претпоставам дека и вие медиумите веќе правите истражување, ќе се согласиме дека таа техничка отстапка, техничка грешка, дозволива грешка или како и да сакате наречете, е различна во различни држави. Некаде ќе се случиме дека е 3 км на час фиксно, некаде дека е 5, некаде дека е 7, некаде оди со проценти 3% до 100 км брзина, некоја фиксна над 100 км и слично. Повторувам, одлуката се уште не е донесена, меѓутоа ќе се донесе и ќе биде на обостран интерес. И да бидат задоволени стандардите, и да биде испочитувана најдобрата пракса, добра пракса, која што е присутна во веќе напредни европски држави кои што вакви системи практикуваат подолг временски период, а истовремено тоа да биде на задоволство и на граѓаните. Продолжуваме со емисијата. Кој и зошто ја сгреши процедурата за избор на судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур? Земјава и онака го фаќа буквално последниот воз, зашто мандатот на актуелниот судија Јован Илиевски стекува на 31 јануари, но ако постапката продолжи според она што го пишува во владината одлука и она што го најавуваат од Комисијата за избор, процедурата дополнително ќе се одолговлечи и нема да се стигне за пленарната сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа, закажана за крајот на јануари. Зошто ќе дознаете од сторијата на Славица Филиповска Иванова, која побара и доби стафи од Страсбур. 26 ноември, среда. Председателот на Комисијата за избор на кандидати за судија во Страсбур соопшти дека ја утврдиле листата. Одлуката за тројца кандидати кои ќе ги предложиме на експертскиот панел, согласно одлуката на владата, падна за адвокатите Јордан Апостолски, Наташа Бошковска и професорот Сашо Ѓоргиевски. Во текот на пресконференцијата, Костадиновски уште еднаш посочи кој ќе биде следниот чекор. Согласно одлуката на владата, дали до крајот на оваа недела или почетокот на наредната недела ќе бидат испратени до експертскиот панел на Советот на Европа, за оттаму да добиеме потврда дали нашиот избор ги исполнува условите. Трет пат за процедурата. Тој се изјасни по новинарско прашање. Дали така ќе го доставите директно сега вие доставувате до Европскиот панел или пак одите сепак преку влада, преку Министерство за надворешни работи? Директно.
што значи секако преку Министерството, затоа што нашиот амбасадор во Страсбур ќе добие јасна инструкција, јас и членовите на комисијата ќе го подпишеме извештајот во кој ќе опишеме целата национална постапка. Значи, од првата комисија до целокупната наша работа, сите наши седници, сите критериуми и ќе замолиме нашиот амбасадор во Страсбур веднаш да го достави до експертскиот панел. Комисијата со која раководи председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски е ад-хок тело формирано од владата, а процедуралните чекори што тие ги следат се наведени во владината одлука за самото формирање на комисијата. Откако владата не ја усвои предлог листата со кандидати утврдена од претходната комисија, на 25 јули годинава одлучи да формира нова комисија и меѓу другото и додели задолжение да доставува предлог за избор на тројца кандидати до меѓународниот советодавен панел на експерти на Совет на Европа со цел обезбедување на мислење од аспект на тоа дали кандидатите ги исполнуваат критериумите пропишани од Советот на Европа. Но дали комисијата е таа што треба да достави предлог? На веб страницата на Директоратот за правни совети и јавно меѓународно право на Советот на Европа има посебен дел во кој се опишува постапката за предлагање и усвојување кандидати за судии во судот во Страсбур. Владите, пишува таму, треба да достават имиња и биографии на тројца кандидати избрани на национално ниво. Тие имиња прво ги разгледува советодавен панел. Мандатот на панелот е да ги советува високите договорни страни дали кандидатите за избор на судија во Европскиот суд за човекови права ги исполнуваат критериумите предвидени во член 21 од Конвенцијата. Откако панелот ќе ги разгледа кандидатурите, носи мислење кое е доверливо и ги известува на доверлив начин и владата на конкретната земја и парламентарното собрание на Советот на Европа. За да добиеме мислење од прва рака, 360 степени се обрати до советодавниот панел каде прашавме дали добиле список од тројца кандидати од комисијата од Северна Македонија и дали советодавниот панел по принцип дава мислење за список усвоен од работно тело, како што е нашата комисија за избор, или само по формално барање од висока договорна страна, во случајот нашата влада. Еве го одговорот од таму. Работата на советодавниот панел е строго доверлива. Во согласно со својот мандат, панелот ја разгледува само конечната листа од тројца кандидати, која е формално поднесена од владата на високата договорна страна до секретаријатот на советодавниот панел. Соодветно на тоа, панелот не коментира дали примил некој конкретен поднесок, ниту внатрешните процедури што се следеле на национално ниво. Како принципиелно прашање, советодавниот панел го дава своето мислење исклучиво за конечната потесна листа испратена од владата, без разлика како таа листа била подготвена или кои национални тела биле вклучени во процесот на селекција. Ако советодавниот панел разгледува само предлог формално доставен од влада, логично се отвора прашањето зошто предлог листата за македонски судија во Страсбур го испраќа комисијата за избор. Дали тоа што листата не е усвоена од владата, значи дека сега комисијата е таа што директно комуницира со панелот? Прашањата ги упативме до првиот човек на комисијата за избор, уставниот судија Дарко Костадиновски. Тој одлучи да одговори писмено. Комисијата за избор не го поднесе предлогот директно до панелот, туку со писмо од комисијата подпишано од сите членови. Ќе го побараме следново од министерот. Во согласност со одлуката на владата за основање и за надлежностите на комисијата, во која е предвидено доставување на листата на тројца кандидати до меѓународниот советодавен панел на експерти на Совет на Европа, со цел обезбедување на мислење од аспект дали избраните кандидати ги исполнуваат критериумите пропишани од Советот на Европа. Во прилог за ваше понатамошно постапување, ви ги доставуваме и придружните документи, како извештајот за реализираните активности на Комисијата за избор на кандидати на Република Северна Македонија за позицијата судија во Европскиот суд за човекови права, за преку Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да се достават до меѓународниот советодавен панел на експерти на Совет на Европа. Тоа значи дека министерот како член на владата ќе го достави предлогот и извештајот и ќе побара од панелот мислење. На прашањето дали потегот се должи на таквото барање наведено во владината одлука за формирање на комисијата или Костадиновски лично го има истиот став за процедурата, председателот на комисијата одговара. Тоа е поради самиот факт што во одлуката оваа фаза е предвидена како еден од чекорите кои треба да се преземат и поради фактот на кој упатувате во првото прашање, кој е добро познат на комисијата и е наведен
во самиот водич подготвен од експертскиот панел. Суштината на вашето прашање е од техничка природа според мое лично мислење и комисијата е формирана од владата и Министерството за надворешни работи е дел од владата. Така што обраќањето од страна на МНР до панелот и барањето за мислење во суштина е барање од владата на договорната страна. Но кога се обративме до владата, испадна дека и председателот на Комисијата за избор на кандидати за Страсбур не ја знае процедурата што ја планира државата. Всушност, одговорот што го добивме од Илинденска 2 не соодветствува и со одлуката на самата влада за формирање на комисијата, во која е предвидено списокот на кандидати до советодавниот панел да го испрати работното тело раководено од Дарко Костадиновски. Комисијата за избор на кандидати за судија во Европскиот суд за човекови права има мандат да го изготви предлогот на кандидати и да го достави до надлежното министерство, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Согласно процедурите, МНРНТ го доставува предлогот до владата, која понатаму одлучува како ќе постапи. Доколку владата го потврди предлогот, истиот се испраќа до меѓународниот советодавен панел на експерти при Советот на Европа. Можеме да потврдиме дека владата нема да преземе чекор кој би ја довел во ризик постапката. Но, во одлуката што самата ја донесе во јули, владата зборува за потврдување на предлогот од комисијата, дури откако таа ќе обезбеди мислење од советодавниот панел во Страсбур, односно дека комисијата доставува предлог за избор на тројца кандидати за судија на Република Северна Македонија во Европскиот суд за човекови права до владата на Република Северна Македонија на усвојување, по добиено мислење од страна на меѓународниот советодавен панел на експерти на Совет на Европа. По последниот развој на настаните, се наметнува дилемата дали втората предлог листа воопшто ќе отпатува за Страсбур, што пак ги зголемува шансите дека мандатот на актуелниот судија од земјава, паџанакот на Сашо Мјалков и Јован Илиевски, ќе биде продолжен. Следна тема во емисијата. Откривме дека на стариот пат Приштина-Скопје за земјава е употребена кратенката НМК на дел од патната сигнализација. Иако за некого може би звучи символично, прашањето е важно бидејќи земјава со Преспанскиот договор го доби правото на употреба на кодовите МК и МКД, согласувајќи се само на регистарските таблички на возилата да се употребува НМК. А не е прв пат соседи да ја прават оваа грешка. Веќе 2 години на автопатот од Белград кон Скопје исто така стои НМК. Хекора на Кифи се обиде да дознае на што се должи употребата на оваа кратенка од Косово и дали грешката ќе се поправи. Во јуни 2018 година во Преспа беше потпишан договорот со кој се реши долгогодишниот спор за името меѓу официјално Скопје и Јатина. Суштината е тоа што земјава прифати да го користи името Северна Македонија и дома и надвор, додека Грција ја призна придавката македонски за јазикот и народот. Не беше најважно, но дел од договорот беа и употребата на меѓународните ознаки и кодови. Во членот 1 став 3D земјава направи остапка за ознаката на регистарските таблички на возилата, а Грција се согласи за тогашниот код за Македонија во сите и други случаи. Кодот на земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК. За сите други намени, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација ИСО. 360 степени во неколку наврати известуваше дека соседна Србија погрешно ја користи ознаката НМК на патните знаци за земјава, но сега најдовме нов таков пример кај Приштина во Косово. На излезот од главниот град на северниот сосед по стариот пат кон Скопје избројавме 3 табли на кои е употребена ознаката НМК, а не меѓународниот код МК или МКД. Уште дента кога ги снимавме знаците, се обидовме да добиеме информација од косовската централна и локална власт во Приштина, кој и зошто ги поставил тие знаци. Тој ден не добивме одговори. Враќајќи се по новиот пат кон земјава, забележавме дека таму е употребен точниот код МК. Од Скопје повторно се обративме до сите институции, плюс до амбасадата на Република Косово во земјава и до домашното Министерство за надворешни работи и надворешна трговија.
Кога ни стигна одговорот од ресорот кој го води Тимчо Муцунски, тој гласеше: По добиените информации за употреба на погрешен меѓународен код за нашата држава на вертикалната патна сигнализација на стариот регионален пат Приштина-Урошевац-Скопје, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија веднаш реагираше и оствари средба со амбасадорот на Република Косово во нашата земја. Од косовска страна добиено е уверување дека станува збор за ненамерен пропуст на службите задолжени за поставување патна сигнализација и дека пропустот ќе биде наитно коригиран. Дополнително, ве информираме дека на таблите за вертикална сигнализација во Косово, на новиот автопат што води кон нашата држава, Приштина-Скопје, е забележана правилна употреба на меѓународниот код МК-МКД. И по неколку ургенци, сепак не добивме став од амбасадата на Република Косово во земјава. Пред се, прашувавме дали е постапено покажувањето од македонската страна, како што најавија од македонското МНР. Барајки став директно во Приштина, дојдовме до информација дека надлежноста за знаците е кај Министерство за животна средина, просторно планирање и инфраструктура на Косово. Успеавме да оствариме телефонски комуникации со директорот на одделот за патишта на Косово, Ќангил Фека. Тој сега одби да ни даде став. Од сите остварени комуникации, само неофицијално дојдовме до информација дека наводно веќе се нарачени нови таби на кои ќе стои меѓународното признатиот ISO код за земјава МК или МКД. Случајот со таблите со погрешно меѓународна ознака во Косово се втор ваков случај во соседството. НМК наместо МК стои на таблите на автопатот од Белград кон Скопје во соседна Србија. Така е веќе подолго од 2 години. Кога последен пат известувавме на темата, не добивме став од српските власти, додека од македонското МНР ни одговорија. Одговорот од српска страна во сите прилики беше дека станува збор за ненамерен пропуст на службите задолжени за поставување на патната сигнализација, со уверување дека пропустот ќе биде коригиран во најскоро време. Веруваме дека соседна Србија, со која нашата држава негува одлични билатерални односи, ќе постапи по нашето барање, упатено во повеќе наврати од 2023 година наваму. За темата за која 360 степени првпат извести пред 2 години, во меѓувреме работеа и други медиуми. Во јуни годинава при гостување на Канал 5, прашање за таблите доби и вице-премиерот и министар за политички систем Иван Стоилковиќ. Тој изјави дека лично разговарал со директорот на Патишта Србија, кој му кажал дека немале намера да предизвикат некого, иако македонската страна инсистира, знаците ќе бидат променети. Нема да го слушам да побарно кај кажам. Аби ја ти кажам, ја ќе го сменам знакот, ќе ви направам слика, само да им кажам дека правите проблем од нешто што не е никаков проблем. Но 3 месеци подосна, Стоилковиќ на својот Facebook профил излезе со теза дека земјава сама си го наметнала кодот НМК. Се повика на правилник за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, донесен од Министерство за транспорт и врски во 2020 година. Поточно на членот 24, став 388, каде има пример на сообраќајни знаци илустриран со НМК. Дали некој знае што правила владата на СДСМ и кои се обврски направила на државата? Дали некој од мене и од амбасадорот Тупанчевски направи идиоти? Дали? Иди бегај. Не добивме став од Македонското Министерство за транспорт за толкување на Стоилковиќ, но во меѓувреме заложба за да се надмине ненамерната грешка вети претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Се враќаме на почетната тема. Министерството за внатрешни ќе почне да ги испраќа законски предвидените фотозаписи за прекршоците во сообраќајот евидентирани со камерите во подоцнежната тест фаза. Резултатите од тестирањето може да наметнат и потреба од одложување на официјалниот старт на системот планиран за 1 јануари. Ова се само дел од одговорите за функционирањето на безбеден град, кои на прашањата на Владко Чаловски ги даде Снежана Петровиќ Арсовска, советничка во кабинетот на министерот за внатрешни работи. Денеска е 4ти ден од пробниот период на автоматско казнување преку системот Safe City. Ако во првиот ден имаше некаде над 100.000 прекршоци, сега забележувате некакви различни трендови?
Во понеделникот министерот за внатрешни работи излезе со официјалните податоци и ќе се согласите дека тие бројки беа фрапантни за сите и повеќе од очекувањата. Ако не се лажам, веќе во текот на вторник и на вчерашниот ден излегоа и други податоци. Меѓутоа, заклучокот мора да биде дека временскиот период е премногу краток за да се носат сериозни заклучоци каков е трендот. Бројките говорат за опаѓање. Меѓутоа, јас би сакал ова прашање да го поставам малку од поинаков агол. Јас како граѓанин пред се прашувам која е мојата перцепција овие денови, која е вашата перцепција, која е перцепцијата на сите учесници во сообраќајот, на сите граѓани, а пред се на оние што се учесници во сообраќајот и управуваат со возила. Мислам дека неспорно можеме да заклучиме се приметува смирување на сообраќајот. Господја Петровиќ Арсовска, Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата предвидува дека сторителите на прекршочно дело, собствениците на возилата, освен записник, ќе добиваат и фотографија од прекршокот, но во моментов не ги добиваат. Зошто? Бидејќи се наоѓаме во тест период, и свесни бевме и за очекување, кога вие прв пат тестирате определен технички уред, еден таков комплексен систем, треба да се провери прецизно дали вашите технички барања и барањата на законите, регулативата, одговара на фактичката состојба. Дали се прецизни тие мерења, дали има одстапувања и да ја видиме големата слика. Токму во тој контекст оценивме дека во почетниот период нема да се доставува и фотозаписот, меѓутоа понатаму ќе следи тој секако ќе го добиваат. Меѓутоа не сакавме да при евентуални недостатоци, одстапки и слично, поради например човечки фактор, ние мора да се согласиме дека година наназад апелиравме секој граѓанин кога го регистрира своето возило, да гарантира да даде точни податоци за својот мобилен телефон и за својата електронска адреса, можеби не сакајќи од непрежност, е направена пермутација на бројка или погрешен број даден и не сакавме да се доведеме во ситуација премногу да ги изложиме граѓаните да се доставуваат можеби погрешка нечии туѓи податоци и ценевме во оваа фаза тоа да не биде предмет на доставување, но не значи дека во следната фаза истите ќе бидат дистрибуирани. Така. Најголемиот дел од реакциите на граѓаните е дека можеби треба да има некаква толеранција, бидејќи ги условно кажано се ловени возилата и со 1, 2, 3 километри побрзо возење од дозволените 50 километри на час, нели? Во таа насока, дали ќе има некаква толеранција во системот? Дали има некакви можни решенија за таа тор? Бидејќи нели не секогаш и брзинометарот може да го темпирате екзактно на 50. Ние сме свесни, правевме анализа на стандардите кои што се во оваа област, како и правевме анализа на компаративните искуства на повеќе држави. И претпоставам дека и вие медиумите веќе правите истражување, ќе се согласиме дека таа техничка одстапка, техничка грешка, дозволива грешка или како и да сакате наречете, е различна во различни држави. Некаде ќе се соочиме дека е 3 км на час фиксно, некаде дека е 5, некаде дека е 7, некаде оди со проценти 3% до 100 км брзина, некоја фиксна над 100 км и слично. Повторувам, одлуката се уште не е донесена, меѓутоа ќе се донесе и ќе биде на обостран интерес. И да бидат задоволени стандардите, и да биде испочитувана најдобрата пракса, добра пракса, која што е присутна во веќе напредни европски држави кои што вакви системи практикуваат подолг временски период, а истовремено тоа да биде на задоволство и на граѓаните. Ние исто така го тестиравме системот. Речи си, по долж цела партизанска возевме со 55 до 60 км на час, меѓутоа добивме само една опомена, тоа е кај мостот Обединети нации. Па се поставува прашањето дали сите камери ловат, пак ќе речем условно кажано, ловат и брзина. Кога веќе сте го тестирале, претпоставам сте виделе, бидејќи со голо око веќе секој граѓанин може да примети, тие се видливи, дека постојат различни видови на камери. И тоа не е спорно. Значи, постојат различни типови на камери. Некои камери констатираат сообраќајни прекршоци и снимаат однапред, го снимаат возилото. Некои камери констатираат сообраќајен прекршок за кој е потребно, како што е црвеното светло, да се снима возилото од задната страна, што значи да, постојат различни видови на камери. Се мапираат, тоа не значи дека камерите што сега сте ги забележиле на терен, се оние кои што ќе останат, бидејќи процесот е отворен, нашите заложби се континуирано да се зголемува
и подрачјето кое што ќе биде покриено со камери и бројот на камерите. Почнуваме со пилот проект во Скопје, меѓутоа знаете дека тоа е фазно и динамика се проширува и на другите градови, на автопатиштата во Македонија и тенденцијата е во најкраток можен период наредната година да биде покриена територијата на целата држава. Безбедно и планирано поминавме и на 2 жолти светла, меѓутоа не добивме опомена. Дали тука има некаков проблем системот да не го детектира тоа? На крстосница може сообраќајот да се регулира со давање на светлосни уреди и тогаш имате 3 бои на светлосен уред: црвено, што е неспорно забрането за минување, зелено слободно движење и имате жолто забрана за движење, освен за оние возила кои со оглед на оддалеченоста на возилото од уредот кој што го дава сообраќајниот знак дека е жолто и брзината која што се движи, не може безбедно да го помине сообраќајниот знак. Ќе се обидам едноставно некако да објаснам, иако не ми замерајте, посебно експертите што се експерти во таа област, ја ќе се обидам поедноставно да го пренесам. Значи, тоа ви се зона црвено, зона жолто и зона зелено, и зависност кога фотографијата, кога техничкиот уред врши фотозапис, тој констатира каде е позицијата на возилото, во која зона се наоѓа, каде е светлосниот уред и кој е светлосниот знак што е даван, која боја, дали е тоа црвено, жолто или зелено, и дали позицијата на возилото ја поминало таа критична линија дека веќе безбедно не можело да запре. Ако ја поминало таа критична линија и навлегло во зона каде што веќе можело безбедно да запре, а несомнено ние сме познато дека некогаш даваме и несвесно, можеби навиките веќе не се сменети, кажете газ и поминувам, тогаш ќе биде казнето и ќе добиете опомена. Меѓутоа, ако сте можеле безбедно да запрете, а техничкиот уред тоа го констатирал, тогаш ќе запрете и нема да добиете никаква опомена. Добро, според првичните најави Safe City системот исто така требаше да лови и непрописно паркирање или запирање на булеварите. Ние паркиравме на одредени локации во краткорочен или период за да го тестираме тоа во близина на камери, на места каде што многу често се оставаат возилата, близу одредени локали. Меѓутоа не добивме никаква помена за тоа, па како ова се регулира со Safe City? Самиот период тест значи дека вие нешто тестирате. Не може сега веднаш мора да биде тоа некоја динамика. Значи тест периодот е фазно тестирање. Има определени, повторувам, фази кога се определени зони. Има фаза кога целокупно се оптоварува систем и работат сите камери. Имате фази кога определен временски интервал работат некои камери, некои не работат. Така и во поглед на паркирањето. Прво мора да правиме разлика. Законот уредува запирање и паркирање. Имате зони во градот Скопје и во сите населени места, каде што истовремено имате забрането запирање и паркирање. Има зони каде што е забрането само паркирање, дозволено е запирање. Запирање, само ќе ги подсетам гледачите, дека е кога вие правите привремено престанување со движење со возилото до 3 минути и возачот не го напуштил возилото. Значи, сите овие моменти не мора да ги имаме во предвид. Мора да го имате во предвид, како да кажам, зоната која што опфаќа камерата и дополнително, паркирањето нема да се констатира само со статичните камери, туку ќе постојат и возила со посебна опрема, која што ќе кружат низ населеното место, има според свој план, задачи, и ќе констатираат паркирање. Така да може би да, сте паркирали и не сте биле фатени, меѓутоа не заборавајте дека сме во тест период, дека тоа ќе функционира и затоа ние токму овој период на проверка. Да ви дадам уште неколку примери, барем ние што ги направивме планирано, или прегазивме на самиот семафор, прегазивме малку од пешачкиот премин во момент кога немаше пешаци нормално. Се престроивме на полна лента пред семафор, симулиравме зборување на телефони и возење, но за овие не добивме исто така опомена. Да, рековте дека е тест период, меѓутоа ќе ги ловат ли камерите и овие прекршоци? Ситни се, но многу важни. Во идни на нашите заложби е што повеќе сообраќајни прекршоци кои што се констатирани со Safe City и постои фотозапис, да, ќе бидат предмет на санкционирање на начин како што ќе биде и во овој период. Меѓутоа, мора да пробаме и да ги тестираме сите овие сообраќајни прекршоци, затоа што, како што пред малку говорев, за поминување на жолто светло, тие технички барања, параметри и све се различни и ние мора да дадеме можност
Пак ќе кажам, дали нашите технички барања одговара системот на тоа, дали е прецизен, да ја добиеме комплетната слика, а потоа со определена динамика, за која што се задолжени други служби и не би можела во овој момент да ви кажам, не располагам со тој податок, да се проширува опсегот и бројот на сообраќајните прекршоци и да, ќе бидат опфатени и други сообраќајни прекршоци покрај овие што веќе ви ги наведов. Уште едно прашање кое што налетав по реакција на граѓани, прашање кое што вели возачите на мотоциклисти, да, должни се да ги почитуваат правилата во сообраќајот, меѓутоа особено да речеме во летниот период постои своевидна толеранција од самите други учесници во сообраќајот дека на возачите на мотоциклисти им е дозволено да се движат по работ на коловозната лента или имаат разбирање за нив. Како тие ќе се третираат по Safe City? За овие видови на сообраќајни прекршоци и тие ќе бидат предмет нормално и во ова тестирање ќе добиваат опомени, меѓутоа мислам дека тие не се овој малце период за среќа на тестирањето, може би или на граѓаните во зимскиот период помалку се присутни во сообраќајот за разлика од летниот период, али да, потврдувам дека ќе се предмет на опфатени се со овој систем и ќе бидат предмет на санкционирање за овие прекршоци. Друга реакција беше дека пристигнуваат опомени на погрешни телефонски броеви. Имате со датата со базата на податоци некаков проблем или не? При давање на податоците при регистрација на возилата, секој граѓанин што вршеше регистрација на своето возило беше должен и е должен и се уште, значи тоа е во текст секогаш кога ќе се регистрира возило, да даде точни податоци за бројот на мобилниот телефон и електронската адреса. И токму поради тоа колегите од Министерството за внатрешни работи во оваа проблематика кажаа дека работат на соодветни реакции на ваквата потреба од граѓаните, така да во овој тест период, како што сум информирана, за многу кратко секој граѓанин кој што ќе добие опомена во овој период и записник со прекршочен платен налог, ќе има можност видлива да доколку има вакви предизвици, констатации и сака да реагира и треба да реагира, да ги наведе кратко, фактографски, со аргументи, затоа што секоја нивна забелешка и укажување ќе биде земена во предвид, ќе биде нотирана, целта е заедничка. Системот да биде успешен и функционален, а тоа не зависи и не е во интерес само на МВР. Дополнително, како што сум информирана, во наредните денови во овој тест период ќе биде промовирана и ќе следи и една апликација на сајтот на Министерството за внатрешни работи и ќе биде достапна и преку мобилните телефони. Но таа апликација, повторно секој граѓанин таму ќе може да ги изнесува своите забелешки и сугестии, меѓутоа апелирам на тие да бидат фактографски, кратки, разбирливи со аргументи, за да можеме соодветно да ги преиспитаме сите наведени настани, дали е тоа така и како може да се надминат. И на таа апликација, меѓутоа апликацијата што ќе биде на сајтот и што ќе биде достапна на мобилните телефони, граѓаните ќе може да искористат токму од овие причини, да направат проверка на бројот на мобилен телефон што го оставиле или на електронската адреса. Сакам да искористам оваа можност да ги известам граѓаните дека согласно понудената измена на законската регулатива, постои обврска ќе постои за секој граѓанин кој што направил регистрација на возило и пријавил вакви податоци. Меѓутоа во меѓувреме од едната до другата регистрација направил промена, дали на својата електронска адреса или на својот број, да може, прво должен е да ги ажурира. Ќе има можност да ажурира во станиците за технички преглед кај што ги оставил, меѓутоа ќе може да ажурира многу лесно и едноставно, денеска е сепак 21 така, да ги ажурира. Согласно понудената регулатива ќе следи глоба доколку не ги ажурира, бидејќи мора да даваме точни податоци за да биде успешен проект. Тоа е наша право и обврска. Да, на крај би сакал да ја прашам, бидејќи најавено беше дека ова декември е тест периодот, од 1 јануари почнува автоматското казнување. Јас ви посочив неколку примери. Не знам, можеби вие самите имате најдено уште некои недостатоци на системот да се доуредат до 1 јануари. Ке стартува ли казнувањето на 1 јануари или ке се пролонгира? Проценките кога се започна со работата во оваа работна група за имплементација на овој проект беа дека 1 јануари е датум кога навистина ќе бидат исполнети сите услови и предуслови за да се почне со успешна и ефикасна имплементација на законските решенија. Ние се уште сакаме и да веруваме дека тоа ќе се постигне, меѓутоа доблест е човечка
Ако утврдите дека е потребно уште нешто да се направи, да го направиме тоа, а не по секоја цена да робуваме на однапред утврдени факти. Ви благодарам на времето. Ви благодарам на вас. Само ако ми дозволите да искористам оваа можност, сепак во мое лично име како граѓанин, како учесник во собранието, а уште повеќе како представник во случајов од Министерството за внатрешни работи, сакам да апелирам до секој поединец, до секој граѓанин, до секој учесник во собранието на било кој начин, до секој субјект во државата што е вклучен и треба да учествува во реализација на оваа имплементација, за да биде успешен, да биде ефикасен, сите да работиме на подигање на својата свесност, на својата сообраќајна култура, да ги почитуваме оние обврски кои што ни се во сообраќајот, да допринесеме на вистина да се чувствуваме безбедно во сообраќајот и да се намали значително и фрапантно бројката на сообраќајните незгоди и сообраќајни прекршоци. Ви благодарам и за можноста да говорам денес со вас. Во продолжение ги најавувам Сречко Поповски и неговата саботажа. Вистински чуда се можни, па и крадешком дадени признанија за успехот на северџаните и нивниот преспански. Не е вон контекст, туку директно од устата на најголемите патриоти, кои тврдеа дека некои битки се за секогаш изгубени. Пред неколку месеци дојдоа моите братучеви од Грција. Викам, ние сега слободно збориме на македонски. У Солун ги гледав на интернет. Македонците више не ги фермаат грците, пеат македонски песни на плоштад, ора македонски. За разлика од овие тешко освоени победи за кои постојат јасни сведоштва, власната продолжува со своите школски активности кои нудат алтернативни научни сознанија во кои приматот го имаат неименувани и никаде проверливи извори. Кој ја направил првата атомска бомба во светот? Не знаеш, ни ја не знае. Не е овој ОПК-на. Бог да чу, да. Жена научник руски. Првата атомска бомба. Жена, у време на Сталин. Може би тој модел на управување толку станува модерен што иако никаде не постои ваков податок. Според информациите со кои располагаат познавачите, трендот на мигрантски движење е комплетно променет. Истокот станува посакувана дестинација. Него ти видели дека 3200 американци не е шлјакатори, него врвно школувани, образувани, подитно побараат азил у Русија, ние не сакаме да живееме у Америка. Додека оваа тенденција не го има окупирано нашиот локален размерот и ние таму немаме јасни подржувачи за разлика од страната на Атлантикот, каде барем како што се тврди, има влијателни фигури од Пентагон, кои само поради ова парче земја завршиле сурбуро. Многу тешко го повредија Майкл Флин, затоа што интелигентен човек не сакаа да го видат, да го навидат. Вакви типови, као у Вашингтон што има. Една година у затвор го стави. Да. Затоа што ја бранеше Македонија. Сега па тие што биле должни да бранат Македонија, на кој лично таен била Свети Климент, изгледа не биле на ниво на задачата. Сведоштват, иако со лоша интерпретација на имињата, говорат дека поддршката била давана и покрај верливата фактографија. Затоа мајка му Љупка, Бог да ја прости, викаше: Мирке, баталете го од овој не бидува човек. Бранко, стани, мајка ти ова го се обтегнал као сом на кауч. Мајка му вика: Мирка, од него не бидува човек, не си трошите време на него. И на крајот, по најавите за повлекувањето на Мицковски во 2029 почнува да се врши влијание врз партиската база. Ти си видела ли посла министер за надворешни работи од самостојување на Република Македонија од актуелно? Од кој е нашиот актуелно? Тим Чомуцунски. Кој е тој? Изгледа дека никој не е одовде или се живее во паралелни светови, штом класната ги знае сите дупки на планетата Земја,
па и во вселената, а нема поим кој е шефот на македонската дипломатија. Завршуваме за вечера. А ќе нима и на 8 декември од 20:15 овде на МРТ1. Гледајте не. Пријатно.